позиција на Македонија. И сега интересно е, за да биде малку поатрактивно, не се оди тежинската категорија постепено, туку се оди сега од најниските, од оние најмали категории до оние горостаси. 120 кг, каде што ќе го видиме Фатјон Бар од Албанија и Бобан Данов, македонскиот репрезентативец кој е во син дрес. Одлично го познава Трајко Димков, поранеше неколкукратен победник на ова надпреварување, не е освојувач на најпрестижниот трофеј, но победник во категорија до 120 кг. Бобан ова година има и забележителен настап, беше трети на Данколов меѓународен турнир кој се одржа во Бугарија, многу силен, имаше добар настап, учествуваше и на европското првенство, не успеа да направи таму резултат. Меѓутоа се работи за еден квалитетен борач, јас верувам дека овие 2-3 години ќе работи доста напорно, бидејќи има шанси дури да речеме за норма на Олимписките игри 2016 година. Со борачите од Албанија, они се стари познаници, јас давам предност малку на Бобан, меѓутоа не се знае, гледате дека албанскиот борач е доста квалитетен, доста силен, снажен е за својата категорија. Се надам дека овие нови правила, промени нема да влијаат многу на резултатот, меѓутоа домашниот терен си е домашен терен и верувам дека Бобан ќе ја искористи. Навивам во секој случај за него, меѓутоа нека победи подобриот. Да, само да напоменеме дека Бобан Данов е поранешен освојувач на медал на оние младиски категории. Ми се чини дека токму во Албанија беше. Да. Едно од тие надпреварувања како негов најдобар успех до сега во кариерата, нормално во помлади категории. Исто така и неговиот борач, исто така освојувач на медал од кадетското првенство, се квалитетни борачи. Минатата година Бобан го освои третото место на медитеранските игри. Исто така продолжува, значи тој во континуитет да постигне резултати, затоа велам дека со работа, доколку продолжи да работи, може би се надеваме и на многу поголем успех од ова што досега го има. Инаку да напоменеме дека минатата година во Мерсин на медитеранските игри македонските борачи беа најуспешни од сите македонски спортисти, затоа што освоја мислам 4 медали, од кои еден сребрен и другите беа бронзени. Сребрениот на Дејан Богданов, кој е еден од најуспешните во историјата на македонскиот борачки бисер, но поради исцрпеност настинка нема да настапи на ова надпреварување, инаку тука е присутен таму во позадина и со големо нетрпение и со големо внимание ги следи настапите во рамките на ова 38 издание на македонскиот бисер. Точно така, минатата година 5 медали, од кои 4 освоја борачите, еден боксерите, така да беше прилично еден квалитетен, успешен успех имаше. И тоа само сакам да напоменам овде дека веќе има јавно опомена за албанскиот борач, доколку за половина минута не направи акција, тогаш нашиот борач ќе добие предност и ќе победе со 1-0. Интересно е дека кога се во прашање овие потешки категории, потешко се доаѓа до ногата на противникот, главно се борат горе високо и се обидуваат со рачни зафати да дојдат до некоја предност. Еве немаше сега активност, да? Значи, претходно имаше предупредување, да. Значи, сега 30 секунди ќе мора да атакува албанскиот борач, доколку ќе се случи да има поен за Данов Бобан. Точно е така, овие се потешки категорија, меѓутоа ќе видите некој тактизират борачите, бидејќи се познават, инаку и тука знае да биде доста динамична и брза борбата. Значи веќе границите на способноста на кај луѓето е многу голема. Еве, веќе еден поен за Бобан. Тоа е крај на втората минута, меѓутоа е останало уште една минута од првата рунда. Значи, како што рековме, 3 минути во секоја од двете рунди. Малку е сето тоа поинакво поглед на распределбата на силите на борачите. Инаку рековме Дејан Богданов во овие моменти заедно со Људзим Вранези му помага од аголот на Богданов, на неговиот практично клубски колега од Балканец. Често пати атмосферата е многу важна за да се направи резултат. Доколку има мотивација и доколку поддршката има од повеќе страни. Да, сега со пешкирот буквално како освежување Дејан Митров, еден од фаворитите секогаш за освојување на ова надпреварување. Погледнете само со каков ентузијазам, како се подготвуваат. Људзим Вранези, кој минатата година беше освојувач на престижната награда на 37-миот македонски бисер, во улога на тренер, некој тој ги води и нашите репрезентативци на одредени надпревари со големо искуство, со компетентност
Љуѓе Зембрамнези, кој што е еден од најдобрите секако во последните 2 децени, колку што траеше неговата долга кариера. Имаше успешна кариера, сега работи како тренер и во Лирија, во репрезентацијата. Млад е, верувам дека понатаму така ќе продолжи. Важни се неговите размислувања во односи тактики како треба. Меѓутоа тука е многу изедначена борбата и многу малку треба за да се случи непредвиденото, речем, во однос на желбата наша да победи Бобан. И тој ќе мора да внимава, не смее толку да ја ризикува борбата. Многу малку е сега ако го избут значи да излезе надвор од црвената, да губи поен. Сега го направи тој ден. До сега направи една контра и освои уште еден поен. Најпред на албанскиот тренер Баро беше некако поактивен, меѓутоа значи тоа е едно од новите правила, секој излегување надвор или се казва се оценува со еден поен. Да не речеме како сумо. Па нешто слично и во тој дел, меѓутоа многу важно, често пати знаат како тука веќе да, уште 2 поена освојува затоа што добро ескивираше, а потоа и веднаш го прифати противникот. Често пати знаат борачите да тактизираат, да се кријат. Ако не се најде начин да се стопира тој нивни начин на тактика, може да предизвика неквалитетна борба, да има да се сведе сето тоа на. Да видиме сега некаде половина од втората рунда. 4-0 е за Данов. Почна активно Баро, не успеа да освои ни еден поен. Печаток е дека Данов како да го навлекува противникот да нападне, а потоа прави контра и освојува поени. Па добро, мислам дека и тактички добра му е борбата, бидејќи не сака да влезе во некој ризик. Веќе има поени, малку е неатрактивно за гледачите и за публиката, меѓутоа финална борба се работи за резултат, си бара резултати, така да верувам дека во тој правец и неговото размислување се. Тука најверојатно се провоцираат еден со друг кој да направи грешка, мислам дека тука ја направи албанскиот борач и изгуби 2 пати поен. Да, сега обидно да во нозета повторно профитира Данов со 2 поена, дојде зад противникот 6-0. Тешко се залепи Баро за Душикот, но предноста е уште повеќе зголемена во однос на претходно. Треба сега само внимателно да ја, мислам дека некаде околу минута време има до крај на борбата. Треба многу внимателно да ја следи, се не мора да брза. Едноставно мислам дека албанскиот борач можеби ќе проба уште еднаш да направи некој поен. Можеби нешто порискантно, затоа што по новите правила има шанса и за 4 поени од еден зафат, оние странични фрлања, но тоа е па премногу тешко да се изведе. Па тешко во моментов, сега се многу испотени се и не верувам дека ќе може тоа, меѓутоа не знаеме. Борењето е сепак многу интересно, во тој дел не се знае до последната секунда што ќе биде. Данов веќе е искусен, иако има доста пред него, рековме шанса за да се бори за овој олимписки циклус кој е на половината за пласман на Олимписките игри во Рио де Жанеиро 2016 година. Ваквите турнири секако се добре дојдени и за подигнување на самодовербата и за дополнително искуство. Уште еден поен затоа што многу тактички, да ви кажам, ретко како до сега сум гледал многу внимателно тактички да не брза, и тоа сега ми се чини дека малку треба да ја смири борбата. Да, најверојатно се чувствуваше дека го има противникот по вториот. 7-0 победа убедлива на Бобан Данов, кој што е најдобар во оваа категорија, најтешка до 120 кг. До сега значи гледаме 2 финалиња во кои најпрви со технички туш победи се Доли Кастриот од Косово против Рај Камбери и сега Бобан Данов.